Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Македонија ја зафати влажен воздушен бран, а според управата за хидрометеоролошки работи, најмногу дожд во текот на вчерашниот ден наврнало во Крива Паланка, каде се измерени 45 литри на метар квадратен. За среќа, според надлежните институции, поголеми штети од невремето не се регистрирани. Обилни дождови со силен интензитет и бројни електрични празнења се сликата од синоќашното невреме кое ја зафати Крива Паланка. Според управата за хидрометеоролошки работи во Крива Паланка наврна најмногу дожд во државата. На подрачјето на општината наврнале 45 литри дожд на метар квадратен. На невремето му претходеше силен ветер кој подоцна надополнет со поројниот дожд и грмежи предизвика вистинско невреме кое траеше повеќе часови. Водотеците на доловите надојдоа, но за среќа со умерен интензитет, така што водата во речните корите на Крива и Дурачка река не се со преголем водостој. Според податоците од подрачната единица на Дирекцијата за заштита и спасување од Крива Паланка, во неколку планински села во Кривопаланечко забележани се врнежи од град, но според нив досега нема пријавено штети од невремето. Поради силните електрични празнења и грмотевиците кои беа многу чести, настанаа дефекти во електричното напојување и електроенергетската мрежа во одредени реони од градот и околината, а прекинот во напојувањето наместа беше и неколку часовен. Денес се рачистени сите помали наноси од Мил и Кал на делови од приградските улици каде дотекоа доловите. Дел од граѓаните се жалат на настанати штети на електричните апарати за домаќинство или електронска опрема, но во Дирекцијата за заштита и спасување за среќа нема дојава за поголеми штети на земјоделските или други видови имоти. Во предстојните денови во земјава се предвидува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и нестабилно, со услови за локални врнежи од дожд, нетипични за овој период од годината. Женскиот ракометен клуб Куманово донираше хигиенски средства за настраданите во поплавите во Скопскиот регион. Активностите на Црвениот крст Куманово и понатаму продолжуваат. И покрај финансиската нестабилност на Женскиот ракометен клуб Куманово, спортистите кои се дел од овој клуб ја покажаа својата хумана страна и донираа за семејствата погодени во поплавите во Скопскиот регион. Воедно упатија апел до спортските клубови и поголемите фирми да се вклучат во акцијата за собирање помош за оние на кои сега таа најмногу им е потребна. Потикнати од ова голема несреќа што се случи во главниот град, ние спортистите од Женскиот ракометен клуб Куманово се обидовме да најдеме што поголеми средства неопходни за граѓаните од поплавените места за помош, бидејќи секоја помош е неопходна за секој граѓанин. Дониравме хигиенски средства за дезинфекција кои се неопходни за граѓаните, исто така и колективно испративме SMS пораки, така да апелирам и до другите граѓани ако колку можат да се вклучат во овие донации. Од општинската организација на Црвен крст Куманово се задоволни од досегашниот одзив на граѓаните на Куманово кои се вклучија во акцијата за помош на настраданите во невремето. Веќе имаме 2 пратки пратено за Скопје со хуманитарна помош, од кои имаме 1000 пакети вода, 300 пакети со храна, 350 хигиенски пакети, 730 литра на дезинфициенси, 500 килограми облека, 300 килограми сирење, благодарност до Бучен Козја кој исто така не ги донираше. Би сакала исто така да изразам голема благодарност до сите граѓани кои активно се вклучија, сите организации, секако Женскиот ракометарен клуб Куманово кој сега на лице место ни ги донесе хигиенските средства. Средствата што се соберени на ниво на општина Куманово веќе се уплатени на жиросметката на Фондот за солидарност. Има соберено 40.000 денари и веќе ги уплатив. Акцијата се уште е во тек. 8 волонтери на Црвениот крст се на терен во поплавените подрачја и им помагаат на најзагрозените. Пунктовите за собирање помош се дислоцирани, па оние кои сакаат да донираат можат да се обратат во просториите на Црвениот крст на Куманово. Во најтешките моменти за жителите од поплавените подрачја во Скопско, голем број хумани граѓани ја покажаа својата солидарност, а човеколюбието преку молитва свештениците од Македонската православна црква го покажаа со нивниот личен ангажман помагајќи на терен. Помош за поплавените подрачја во Скопскиот регион пристигна од секаде, а хуманоста како врв на човекова доблест ја искажаа илјадници граѓани од разни припадности, професии и определби. Меѓу нив и клирот и свештениците од Македонската православна црква Охридска архиепископија, која формираше и солидарен фонд во кој со своји финансии ќе учествува клирот на црквата, храмовите, манастирите и епархиските центри. Овие средства ќе бидат соодветно распределени на настраданите во поплавите во Скопскиот и Тетовскиот регион. Исто така, разгледувајќи ја состојбата во поплавените делови,
како и извештајот од нивните досегашни активности на терен, преку дистрибуција на храна, хигиенски средства, облека и друг вид помош, заклучиле дека состојбата бара уште многу вложување труд, сили и финансиски средства, особено во тековната фаза од справување со последиците од невремето. Поради тоа, голем број свештеници од разни епархии, но и студенти од теолошкиот факултет лично се вклучија во расчистувањето и пружање помош на терен во најзагрозените места. Сето ова според каноните на црквата е направено со добра мисла и без да се сака да се истакне нешто особено. Неволјата не е време за истакнување нечија храброст или гордост, велат. Уште помалку пак во непогода треба некој да се критикува, вели отец Игор Здравковски од Кумановско-Осоговската епархија. Познато е, рече, да не знае левата рака што прави десната, но на терен се оди постојано, значи пред некој ден јас видов дел од колегите мои кои се таму присутни со комбиња разнесуваат и разговаравме баш на таа тема. Значи доброто дело треба да се скрие. Меѓутоа жално е како постои буквално една група на луѓе кои што постојано плукаат по црквата, дека ништо не сме заинтересирани, иако од прв ден сме таму на терен. Околу 500 кила свеќи е дадено Скопска епархија. А се спомнува во еден пост, прочитав, црквата во Стајковци затворена за верниците да не може да зема свеќи. Значи, сите тие јавни кажувања дека се собира нешто е само за да, ако овие луѓе барем да се покајат и кога ќе најде повторно нешто вакво, да не удираат, да не го заборават. Кажувам, еве, тука сме присутни се, ма не можеме ние за седа и не треба, не е христијански да се фалиш за се. Оние кои што се близо до нас, до црквата, што доаѓаат на литургија, знаат како функционираме. Нели сите, не свештениците, и тие што доаѓаат на служба. Тие можеби и повеќе од нас трчат и работи се, никого не оптужија. Апелот од свештениците, но и од сите останати е да се биде хуман, да се помогне, но без фалби и жалби. Заради лично ова се прави заради лично спасение на тие што грешат. Да свата дека не е така како што мислат. Ако сака некој по-интимно да се заинтересира за функционирањето на црквата, треба да биде внатре. На десниот брег по течението на Крива река се поставени реквизити за спортување на отворено и справи за вежбање. Урбана опрема за спорт на отворено е поставена наспроти спортскиот комплекс во Крива Паланка покрај ролерско-велосипедската патека. Справите се изработени од страна на вработените во јавното предпријатие Комуналец, а градоначалникот Арсен Чалисовски истакна дека е задоволен што истата интензивно се користи. Речното корито во урбаниот дел го уредуваме, како што знаете, прво почнавме со велосипедската патека, потоа со миньор коритото на дел од Крива река, сега го редуваме и со пешачката патека, и гледам дека луѓето почнаа се повеќе и повеќе да ги користат овие содржини, се повеќе и повеќе се интересни за граѓаните, и имаше едно барање да поставиме, значи, справи на отворено. Во соработка со Комуналец, општината Крива Паланка и Комуналец ги поставивме овие справи. Јам дека луѓето ги користат доста, дека имаме млади луѓе кои сакаат да се раздвижуваат, да се разгибуваат. Алексовски рече доколку согледаа дека постои потреба, иста таква опрема ќе се постави на повеќе локации во кејот на реката. Инаку вработените во секторот паркови и зеленило во јавното предпријатие Комуналец од Крива Паланка постојано ги разубавуваат јавните градски површини со декоративни елементи. Во центарот на градот во самата река е поставена пумпа која прави водоскоци осветлени во разни бои, а на влезот во градот кај клучката на главната улица Свети Јоаким Осоговски со магистралниот пат поставена е украсна фонтана со автентичен изглед. Од денеска е објавен нов јавен повик за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик. Сите приватни компании кои ќе се пријават во Агенцијата за вработување на Република Македонија и ќе вработат лице во социјален ризик, ќе добијат низа поволности и субвенции од државата. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека за оваа година преку оваа мерка е предвидено да се вработат 100 лица. Станува збор за мерка која што нуди огромен број на поволности за приватните компании кои треба да ги стимулираат да вработат лица во социјален ризик. Мерката предвидува 6-месечна субвенција во износ од вкупно 22.000 денари месечно, од кои што 17.000 на доместок на плата за лицата во социјален ризик кои ќе бидат вработени и 5.000 денари месечно за обука на лицето кое што ќе биде вработено, рече Спасов. Приватните компании кои ќе искористат оваа мерка ќе имаат обврска да ги задржат лицата кои што ќе ги вработат уште дополнителни 6 месеци.
Субвенцијата може да ја користат сите приватни компании кои ќе вработат лица во социјален ризик, односно приматели на социјална парична помош, поранешни приматели на условен паричен надоместок, жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, односно лица кои што имале ваков статус до 18 годишна возраст, членови кои се приматели на постојана парична помош, детски додаток, како и лица кои што имаат ниски примања, рече министерот. Приватните компании кои ќе вработат лица од социјален ризик ќе имаат можност да ги користат и поволностите од проектот Македонија вработува. За лицата во социјален ризик е предвидено ослободување од плаќање на придонеси во период од 60 месеци, односно 5 години, додека за лицата помлади од 35 години кои што имаат ниски приходи предвидено е ослободување од плаќање на социјални придонеси и персонален данок во период од 3 години, со уште една година обврска на работодавачот да ги задржи на работа, рече Спасов. За реализирање на овој проект за субвенционирано вработување од буџетот се издвоени 16 милиони и 600 илјади денари. Спасов ги повика сите приватни компании да ја искористат оваа можност и да аплицираат на јавниот повик кој ќе биде отворен 15 дена со можност за продолжување. Владата преку Министерството за одбрана го стартува новиот циклус инвестиции за набавка на нова опрема, техника, како и ремонт на постојачките капацитети со кои располага војската. Владата преку Министерството за одбрана го стартува новиот циклус инвестиции за набавка на нова опрема, техника, како и ремонт на постоечките капацитети со кои располага војската. Набавка на опрема од аспект на подобрување на капацитетите на противвоздушната одбрана, ремонт на транспортните и борбените хеликоптери, набавка за опрема на АПХО единиците. Еден широк фронт на набавки кои треба да се случат и се од огромно значење за функционирање на ова министерство, истакна премиерот Емил Димитриев во најава за донесената одлука за модернизација на АРМ. Реформите на армијата на Република Македонија и незината трансформација во модерна вооружена сила се спроведува согласно националните потреби, како и според барањата и стандардите на НАТО, како согласно потребите за учество во заедничката безбедносна и одбрамбена политика на Европската Унија. АРМ во изминатите години е опремена претежно со застарена воена опрема и вооружување. Истата е обезбедена преку набавки на користена воена опрема и вооружување и преку донации од пријателски земји. Процесот на замена на оклопните возила започна уште во октомври 2014 година. Во октомври-ноември минатата година се формирани 12 интегрирани проектни тимови со задача да подготват на проекти за набавка на потребните средства и опрема за секоја одделна група на средства согласно планот за модернизација. Секој тим вкупно од над 100 експерти од одбраната имаат за цел да направат анализи на моменталната состојба на средствата и опремата со кои располага армијата на Република Македонија, да ги согледаат оперативните побарувања на единиците, да направат анализа на можните начини за надминување на недостатокот на способностите, да ги дефинираат тактичко-техничките карактеристики на потребните средства и опрема. При тоа внимавано е опремата да биде во согласно со потребите и НАТО стандардите и партнерските цели. Компаниите кои се повикуваат на тендер се од НАТО земјите членки и земји кои се НАТО партнери се директни производители, односно не се оди со посредници. Техничката комисија врши евалуација на техничките карактеристики на понудите. Се внимава на цената, но и на квалитетот на опремата. Доколку има непрецизни елементи, испуштени податоци за одредени технички елементи, се упатуваат прашања до производителите на дадената опрема. Две лица се убиени, а две тешко повредени при напад во општа болница во Изола во Словенија. 500 наблюдувачи од ОПСЕ ќе ги следат претседателските избори во САД. Поплави во Индија, над 40 загинати. Ова се вестите од Свето за денеска. Две лица се убиени, а две тешко повредени при напад во општа болница во Изола, Словенија, соопштува полицијата Копра. Според досегашните информации за инцидентот кој се случил околу 15 часот во текот на вчерашниот ден, убиени се еден полицаец и напаѓачот, додека друг полицаец е во критична состојба. Деталите од инцидентот засега не се познати, но словеничките медиуми наведуваат дека напаѓачот пукал во двајца полицајци и еден лекар и дека потоа го убила полицијата. Јутарни лист наведува дека сведок соопштилот и се слушнале истрели на 5 куршуми. Според првичните информации, напаѓачот прво пукал во чекалната на очното одделение во болницата, а наводно прво бил застрелан лекарот уролог. Сведок на настанот тврди дека полицијата го застрелила напаѓачот кога влегол во своето возило во обид да побегне.
Организацијата за европска безбедност и соработка има намера да испрати 500 меѓународни набљудувачи за следење на претседателските избори во САД во ноември, јавија британските медиуми, забележувајќи дека бројката набљудувачи е 10кратно поголема од онаа за изборите во 2012-та. На изборите во САД ќе бидат испратени набљудувачи од организации за меѓународна безбедност и заштита на правата од вкупно 57 држави учеснички во ОПСЕ, наведуваат британските медиуми. Коалицијата од над 200 американски групи за заштита на граѓанските права со писмо повика ОПСЕ да испрати дури и повеќе од 500 набљудувачи, колку што ОПСЕ побара врз основа на проценката што ја спроведе во мај. Најмалку 40 лица загинаа, а повеќе од 600.000 се евакуирани поради поројните дождови и поплави кои погодија големи делови од централна и источна Индија. Неколкудневните поројни дождови доведоа до опасно зголемување на нивото на водите во реката Ганг и на низините притоки во околу 20 земји во индиските држави Бихар, Утар, Прадеш и Мадхја Прадеш. Армијата се вклучи во евакуација на луѓето од погодените области. Метеоролози предвидуваат дека поројните дождови ќе продолжат и во наредните 2 дена. Голем дел од жителите на држави на Европската Унија се со став дека имигрантите се навистина многу, а само 20% сметаат дека нивното присуство има добар ефект, се вели во резултати од анкета на 22 држави. Анкетата на Ипсос покажува дека 65% луѓе во Италија, 60% во Белгија, 57% во Франција, 50% во Германија и останати држави се со став дека е голем бројот на имигрантите. Само 20% од анкетираните, 35% од Британија, 20% од Шпанија, 18% од Германија сметаат дека има добар ефект присуството на имигрантите. Освен стравување за економијата и социјалните прилики, новиот имиграцијски бран создава и стравување за безбедноста. 61% од анкетираните сметаат дека терористи се представуваат како мигранти за да влезат во нивните држави. Во Германија тој процент е 71%, а во Италија и Франција 70%. На спортските терени на Основното општинско училиште Јоаким Крчовски во Крива Паланка се одржа меморијалниот турнир во стритбол Александар Наковски Феликс. Традиционалниот турнир во стритбол во организација на локален клуб на млади на СДСМ од Крива Паланка се одржува повеќе од една деценија, а од 2013 година е меморијален посветен на Александар Наковски Феликс. На турнирот учествуваат бројни екипи љубители на баскетот од Крива Паланка и соседните општини, а редовно програмата се отвора со ревијален меч помеѓу ветераните и младинците. Традиционално го организираме турнирот во стритбол, кој што организираме од страна на локалниот клуб на СДММ од Крива Паланка. Од пред некоја година го носи името на нашиот прерано згаснат и починат со партиец и председател на општинската организација Александар Наковски Феликс, така да тука сме да му дадеме чест и почит спрема него и спрема неговите залагања во спортот во нашиот град. Има поголем број на екипи, посетеност има и од другите градови. Турнирот веќе се одржува 10 години, што прераснува секоја година е се поголем, посетен од страна на сограѓаните на Крива Паланка. Турнирот има надпреварувачки карактер. Годинава најуспешна беше екипата на Пицерија Селект. Второто место го освои тимот од Куковдол, а трето пласиран беше составот на Партизан. Македонскиот селектор Благоје Милевски го објави списокот на фудбалери за квалификацијските надпревари против Шкотска и Северна Ирска. Македонската фудбалска репрезентација до 21 година ја очекува двомеч во квалификациите за Европското првенство 2017 со Шкотска на 2 септември и Северна Ирска на 6 септември. Македонскиот селектор Благоје Милевски го објави списокот на фудбалери за квалификацијските надпревари против Шкотска и Северна Ирска. Од стандардните недостасува повредениот Ангелов. Ангелов стори се што е во негова моќ за да се стави на располагање, но дефинитивно повредата го спречува. Ја следиме ситуацијата со Радески и Јамановиќ кои исто така имаат проблем со повреди, но се надеваме дека ќе може да се стават во функција на тимот. За мене најважно е и понадпреварите кои играчите ги имаат викендов да останат здрави и целосно да се посветат на репрезентативните настапи. Сите погледи сега се вперени кон гостувањето во Единбург, каде не пречекува една мощна силна репрезентација. Домаќинот Шкотска, во чии редови играат голем број играчи од првите лиги на Шкотска, Англија и Португалија, изјави Милевски. Дел од играчите не се стандардни во своите тимови, дел се повредени, но имаме доволно квалитет да ја повториме играта од претходните средби, смета македонскиот селектор.
Нашата најдобра тенисерка Алина Ѓорчевска ја доби својата противничка во квалификациите за US Open. Најдобрата македонска тенисерка Алина Ѓорчевска ќе се соочи со исклучително тежок противник на квалификацијскиот турнир за учество на американскиот Grand Slam турнир US Open. Среќата не и беше премногу наклонета во жребот, па Ѓорчевска во борбата за место на последниот Grand Slam во сезоната ќе се соочи со големата американска надеж 17 годишната Кетрин Белис. Белис имаше сензационален успех на US Open во 2014 година, кога во првото коло ја елиминираше Доминика Цибулкова. Истата година таа беше прогласена и за најдобра тенисерка на светот во јуниорската конкуренција. Мисијата на Ѓорчевска е тешка, но не и невозможна, со оглед на незината форма сезонава и успехот кој го постигна досега. Србија ќе ги награди со 2,2 милиони евра освојувачите на медали во Рио. Каролина Плишенкова го освои турнирот во Синсинати. Лос Анџелес го слави Коби Брајант, 24 август прогласен за Ден на црната мамба. Ова се вестите од меѓународен спорт. Српските спортисти имаа успешни настапи на летните олимписки игри во Бразил. Според правилникот, државата ќе ги награди спортистите парично со по 45.000 евра за освоен златен медал, 40.000 за сребрен и 35.000 за бронзен во поединечните спортови. Во екипните, секој што учествувал во освојувањето на златниот медал ќе заработи по 40.000 евра, за сребрен по 35.000 и бронзен по 30.000. Математиката вели дека најмногу пари од тие 2,2 милиони евра ќе одат кај ватерполистите, 56.000 евра за освоената олимписка титула. И останатите држави богато ги наградуваат своите најуспешни олимпици. За секој златен медал, Олимпискиот комитет на Русија ќе издвои по 4 милиони рубли, односно 62.000 долари. Среброто вреди 22.000 долари помалку, бронзениот 30.000 долари. Јужна Кореја на индивидуалните освојувачи ќе им даде по 53.800 долари за златен медал, 26.900 за сребрен и 16.100 долари за бронзен, додека на тимовите ќе им подели по 40, односно 20 или 13.000 долари. Олимпиците од Северна Кореја со освоен медал ќе добијат ослободување од воена должност, додека учесниците од Велика Британија нема да добијат ништо. Каролина Плишкова го освои турнирот во Синсинати, победувајќи ја Анџелика Кербер со резултат 6-3 и 6-1. Со овој пораз Кербер ја пропушти можноста да го превземе водството на светската ранглиста од Серена Вилијамс. Чехињата како 15-та тенисерка на светот приреди изненадување совладувајќи ја германката и доближувајќи се на 3-4 во меѓусебните средби. Плишкова до победа дојде со 7 аса и 5 брейка, а Анџелика ја прокоцка можноста оваа недела да ја надмине Серена. Цела недела зборуваше дека за време на турнирот нема да размислува за таа можност, а на крајот не успеа да ја совлада последната пречка. Градскиот совет на Лос Анџелес донесе одлука 24 август да го прогласи за Ден на Коби Брајант. Легендарниот кошаркар на крајот од регуларниот дел од сезоната реши да се повлече од активното играње кошарка по 20 години поминати во Лос Анџелес Лейкерс. Градот на ангелите смисли начин како да му се одолжи на црната мамба. 24 август ќе се прославува како Денот на Коби Брајант. На овој начин градот Лос Анџелес, навивачите и целиот регион му се заблагодаруваат за целосната посветеност и неговите достигнувања. Хозе Хузијар, член на Градскиот совет на Лос Анџелес, рече: "За 20 години сите имавме придобивки од неверојатниот талент и легендарната работна етика на Коби. Затоа на 24 август сите ќе се собираме во негова чест за да му кажуваме фала ти Коби." Коби Брајант во текот на својата кариера одигра 18 All-Star надпревари и освои 5 титули. Тој е на третото место на вечната листа најдобри стрелци во НБА лигата со 33.643 поени. Со репрезентацијата на САД има освоено 2 златни медали на Олимпијадите во Пекинг 2008 и Лондон 2012. Какво време го очекува македонскиот североисток, да погледнеме од временската прогноза.
Со информацијата за временската прогноза се одјавуваме. Довидување.